Педагозите го подигнаа гласот за предизвици со кои се соочуваат во основните училишта со цел поквалитетно образование и воспитание за крајните конзументи децата. Секцијата на педагози, гласот на педагогот во соработка со професори од Институтот за педагогија од Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на тркалезна маса третира актуелни теми кои представуваат предизвик за нивната работа. На нашиот Институт за педагогија ние продуцираме профили на педагог, наставник и оделенски наставник, кој што работи од прво до пето одделение и воспитувач и така натаму, а сега некако не се актуализира, не стапува на сила оној дел во кој што педагогот треба да биде ментор на наставниците од одделенската настава. Видете, со профилот педагог и самото дете, и ученик, па и членовите од семејствата се запознаваат. Првиот контакт во градинката, првиот контакт при запишувањето во основното училиште го има токму и со педагогот, кој што прави преку различни методи, користејќи го принципот на непосредна комуникација, на различни игри и слично, прави проценка на неговите способности, колку учениците детето е подготвено за започнување во првото одделение. Именно за тоа што педагогот апсолутно и неисклучиво мора да се ја врати својата позиција за наставник, за ментор на наставниците од одделенска настава е и аргумент плюс што една од задачите на педагозите е да ја следат работата на наставниците, да го напредуваат квалитетот на наставата, но истовремено работата на една многу важна компонента, а тоа е следење на развојот на читањето во процесот на почетното описменување како една многу важна и базична, би се рекло, јазична вештина. На тркалезната маса се разговараше токму за тоа, за улогата наша во процесот на унапредување и усовременување на воспитно-образовниот процес и акцентот беше ставен на воспитната компонента со оглед на тоа што воспитанието е доживотен процес и е многу важен за младата личност. Воспитната компонента во сите основни училишта се договоривме да ја зајакнеме, малку поттикнеме и направиме низа активности, работилници со ученици, со родители и наставници, како би можеле да постигнеме одредени наши цели, педагошки цели, бидејќи воспитанието е многу битно за комуникацијата помеѓу учениците, за спречување на разни негативни појави, како што се агресивно однесување, егоизам, асоцијалност и слични некои појави. Поради тоа сметаме дека нашето влијание и нашите активности кои што ќе ги спроведеме заедно со наставниците ќе допринесат за подобрување и зајакнување на воспитната компонента во училиштата. Процесот на јазично описменување е во континуитет од прво до трето одделение, со посебен акцент на потребата од зајакнување на воспитната компонента во училиштата, што ќе придонесе за развој и афирмација на личноста на ученикот. Има потреба иницијатива и од другите педагози кои што доаѓаат од основните училишта од сите градови на целата држава Македонија, да имаме мрежување и на наредната среда да бидеме сите заеднички и со заеднички цели, со заедничка мисија да продолжиме со работата. Се разбира, ние како Институт за педагогија при Филозофскиот факултет ги поддржуваме нашите колеги, бидејќи тоа е кадрот кој што ние го продуцираме и сметаме дека во иднина можеби ќе бидеме позастапени на медиумите и ќе имаме почести средби и со Бирото за развој на образованието, меѓутоа и со Министерството за образование и наука, за да кажеме овие цели ги постигнеме. Значи, неопходност од советник за стручниот соработник педагог во рамките на Бирото за развој на образование и потигнување на иницијатива за измена во Законот за наставници и стручни соработници, односно во делот кој што го тангира педагогот во улога на напредување во звање ментор и напредување во звање советник.
Речиси веќе деценија имаме иницијатива за да во рамките на Бирото за развој на образованието, кој што не наша партнер воспитно-образовна национална институција, да повторно се врати местото советник за стручниот соработник педагог. Видете, на нашите педагози е потребна оваа поддршка. Нашите педагози ги имаат и во предучилишните установи, во основните училишта, во средните училишта, а при тоа некако немаме поддршка и од оваа за нас многу важна институција Биро за развој на образование. Како заклучоци од оваа трибина произлегува дека теми кои што ќе имаат префикс воспитни ќе бидат дел на стручните активи што ќе ги прават педагозите со наставниците, со наставниот кадар и од оделенската и од предметната настава, понатаму организирање на различни дебати, работилници со учениците, меѓутоа секако и многу важно вклучување и на членови од потесното и од поширокото семејство. Размината на искуства на педагозите од сите региони е важна за влијанието на педагошкиот пристап кон учениците. Педагогијата треба да има приоритетно место во воспитно-образовниот процес на наставата во училиштата.